фризерите, берберите и градежниците одсега ќе треба да се регистрираат како занаетчии во занаетчискиот регистар, кој ќе го води занаетчиската комора. Според измените и дополнувањата на Законот за занаетчиство, кои неодамна стапија во сила, трговци поединци или трговски друштва кои вршат занаетчиска дејност ќе треба да се евидентираат заедно со физичките лица занаетчии во заеднички регистар, при што ќе треба да се почитуваат некои досегашни и нови правила за вршење на занаетчиската дејност. Законот третира две групи на занаетчи, односно занаетчи кои што се запишуваат во основниот регистар што го води регионалната комора на занаетчи Тетово и регионалните комори по другите градови, да речем, каде што постојат, и вршители на занаетчиска дејност. Вршители на занаетчиска дејност се занаетчи кои што се регистрирани согласно Законот за трговските друштва, значи по тој основ, меѓутоа нивната дејност ја вршат како занаетчиска. Значи тие може да биде исто и бербери, и фризери, и дел од градежништво, дали услужни, дали производни занаети, речем, што се регистрираат како правно или лице или како трговец поединец. Сите тие спаѓаат во занаетчиство, значи. Така да со овој закон, а и со претходниот, тие имаат обврска да се запишат во регистарот на вршители на занаетчиска дејност во комората, што се води тука кај нас, или воспротивно би сакал преку ова да им дадам една порака да тоа го сторат што е можно побрзо, бидејќи казните се големи доколку не се запишани во регистарот или казната изнесува 2000 евра. Значи доколку не го сторат тоа. Со измените и дополнувањата на Законот за занаетчиство за прв пат правно се регулира и чиракувањето. Секое лице кое ќе биде на обука за некој занает ќе мора да добива месечен надомест од околу 15% од просечната нето исплатена плата во Република Македонија. Освен ова, неговиот ученички стаж не смее да трае повеќе од 12 месеци, односно до полагањето на соодветен испит. Чиракувањето после подолго време, значи се појавува како категорија и која се регулира со овој закон, така да тоа важи и за возрастни луѓе, значи кои што сакаат да си го да сменат занает поради свое работење тековно, што како би имале основ за да си обезбедат работа. Чиракувањето не може да трае повеќе од 12 месеци согласно законот како што е предвидено, туку максимумот е значи 12 месеци. По завршувањето на обуката, значи чиракот, во случајот ќе го наречам, по успешно завршената обука ќе може да полага испит, значи соодветен, пред комисија која што ќе основа занаетчиска регионалната комора, ќе ја основаат регионалните комори на ниво на Република Македонија, во која што членови ќе бидат еден од стручната служба на регионалната комора, еден ќе биде менторот и еден занаетчија соодветен со дејноста што ја обавува менторот што ја дава како обука, да речеме, или слично на неговата дејност, ќе бидат во комисијата. По успешно полагање на испитот, чиракот се стекнува со диплома за соодветниот занет, значи ќе може да си врши, да си регистрира своја дејност која ќе обавува легално, значи согласно прописите. За време на чиракувањето, за време значи на учењето на занаетот, чиракот не ги губи правата во однос на тоа да се води како невработено лице, туку останува и понатаму да се води како невработено лице и ќе ги има сите оние привилегии кои што согласно позитивните законски прописи му следуваат, како што тоа до сега и ослободување, нели, доколку регистрира дејност до 35 години, да биде старост, мислим, возраст, да биде ослободен 3 години од плаќањето на придонеси и ослободен од персонален данок, се разбира доколку првпат регистрира таква дејност. Или над 35 години е ослободен од плаќањето на придонеси 5 години, а од персоналниот данок и понатака значи останува да биде ослободен 3 години.
Примената на измените и дополнувањата на Законот за занаетчиство треба да овозможи увид во постоечките занаети, при што ќе може да се развие национална програма за субвенционирање на занаети кои се во изумирање. Договорот за чиракување се склучува, може да биде склучен двострано или тространо. А двострано склучување на договорот значи договор помеѓу работодателот, занаетчијата, ментор што ќе биде во случај, и оној што ќе сака да го изучува занаетот со некај него. Обврска на занаетчијата, кој што склучува договор согласно Законот за чиракување, значи за обука на соодветно лице кој што бара да ја изучува соодветната дејност, е да во рок од 5 дена, ми се чини, согласно Законот, да ја извести Агенцијата за вработување и Државниот инспекторат за труд. Тространниот договор, значи за чиракување, е со посредување на Агенцијата за вработување, согласно прописи соодветни што може да ги донесе владата заради субвенционирање на соодветни занаети. Значи, тогаш агенцијата со работодатели склучува таков договор, значи согласно планот на владата што ќе го има донесено за развој на одделни занаети. Освен ова ќе се воведе поголем ред во вршењето на занаетчиската дејност преку занаетчиската дозвола која ќе може да ја добие само занаетчија кој има соодветно стручно образование и квалификација, соодветно работно искуство и положен мајсторски испит. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Семејствата во Гостивар немаат интерес за изолирање и чување на матични клетки од папочната врвка на новороденчето. Иако матичните клетки се користат за лечење на разни тешки болести и се еден вид гаранција за идното здравје на детето, родителите не се одлучуваат на тој чекор. Во текот на 2014 на гинеколошкото одделение во Гостиварската болница биле изолирани матични клетки само од 2 родилки. Во 2015 воопшто немало таков случај. Неинформираност или немање пари, што е причината? Дали ова се должи на лошото информирање од страна на медиуми или пак на соодветните фирми, не знам кој треба да изврши таа реклама или пак, но се помалку и помалку имаме заинтересирани луѓе за земање на матични клетки. Освен некои кои во семејството ако немат со некои проблеми, хематолошки проблеми, па тие сами се заинтересирани за земање, за да помогнат на првото дете, болното. Цената на целиот пакет изолирање и чување на матични клетки 20 години во приватна банка се движи околу 2000 евра. Семејствата кои може да си го дозволат овој трошок да не се двоумат и да го сметаат за животна инвестиција во здравјето, препорачуваат лекарите. Се разбира, ние постојано инсистираме на тоа, макар што тоа сега во економски гледано може би малку повеќе кошта, но тоа е еден голем багаж или голема депозит за нивните деца, зашто трансплантации и такви работи веќе се многу поскапи економски, отколку да има човек чувани собствени матични клетки и кои се идентични клетки за истиот пациент. Не дај Боже, после годиништа никој не знае што може да му се случи, а тие се една депонија кај што се држат тие ресурси за да помогнат на истата особа. Ние постојано обраќаме пажња на сите мајки кои можат и се во можност економски да земат матични клетки, но тоа е сепак работа која не зависи од нас. Матичните клетки од папочна врвка се користат за лекување на повеќе од 80 заболувања, малигни тумори, леукемија, диабет, тешки типови на астма и други.
Тетовец ограбен во Скопје. Според информациите на МВР, 24-годишникот од Тетово, а со привремен престој во Скопје, ноќеска во полицијата пријавил дека 15 минути по полноќ на улицата Гемиџиска од страна на едно лице извршено му било разбојништво, при што му се одземени мобилен телефон и патничко моторно возило Југо. Имено лицето претходно му ги одзело клучевите од возилото, при што му рекло дека откако неговата сестра ќе му ги врати парите кои му ги должи, ќе му го врати мобилниот телефон и автомобилот. При што ги ставил телефонот и клучевите во јакната и од десниот джеп извадил нож кој го отворил со сечивото и му кажал дека е решен да го задржи телефонот и возилото, информираат од МВР. Полициската станица Газибово презема мерки за расчистување на случајот. Граѓаните на Тетово и Тетовско ќе запаметат по поплавите. Буквално без најава, од ненадеж, по само неколку часовни обилни врнежи од дожд се случи катастрофа. Реката Пена се изли од својот тек. Излевање имаше и на реката во село Порој, како и на реката Поника во Доброште. Долгогодишната несовесност на луѓето излезе на површина на 3 август во попладневните часови. Временската непогода зеде човечки жртви, уништи и однесе повеќе мостови, голем број домови беа под вода, имаше откорнати дрва и покриви. Невремето целосно го парализира Тетовскиот регион, одсече и повеќе села. Неколку населени места останаа без струја, а повеќе села немаа чиста вода за пиење со недели. Беа оштетени околу 400 куќи, а поплавена беше и голема земјоделска површина. На 3 август излеаните води од планинските реки над голема речица ја зедоа првата жртва, дете кое се играло во својот двор. Уште 5 други лица ги загубија животите во невремето. Имаше и 70 повредени. 5 и 6 август беа прогласени за денови на жалост. Водата од излеаното корито на реката Пена носеше се пред себе. Тетовските улици беа под вода, тротоарите и јавните површини во кал. Очевидците велат дека се случило за 15 минути. Откако доцна попладнето на 3 август, силен ветер, а потоа и пороен дожд го наполнило речното корито. Овде имаше вода, многу ризична работата. Како се случува да не објасни? Вие гледате се носеше континери вода? Да, све до овде, таму беше вода. Опасно, да. Узурпации и изградени колиби во коритото на реката Пена. Сега ова резултира, само заради тоа, сета вода излезе надвор, само мои 4 куќи на мои браќа 2 метра полни, подрумите се сите полни, дворовите се полни, децата се толку травматизирани. Невремето уништи голем број објекти во горниот тек на реката Пена кон местноста Бањиче. На решеткастите брани, кои во случај на големи поплави требаше да ги запрат на носите од земја и камења, имаше наталожено тони отпад, кои ги донела реката. Уништено беше рекреативното место Бањиче, каде што изворите со минерална вода беа затрупани. Мостот беше однесен, а патот оштетен. Затрупани улици, поплавени домови, исплашени жени, расплакани деца, искршени автомобили и паднати дрвја. Ваква беше сликата и во тетовските села Шипковица и Мала Речица, по големото невреме. Жртвите кои ги зедоа поплавите беа токму од овие населени места. Голема сума на вода дојде и по конкретниот случај ги урна ово 10 куќи што се тука и 10 се од долната мала што се. И реката Поника донесе страф и штета на Доброштани. Кал, камења и вода завршија во дворовите и дел од семејните куќи на неколку семејства од Тетовско Доброште. Според кажувањата на жителите, Поника поплави од вакви размери предизвикала во 50-тите години. Значи некаде на времето околу 18 часот беше интензивно со вртнежите. Само одеднаш видовме река со кал и со камења како доаѓа значи од горнава страна. Највише се осети значи на овие 3 куќи. Жителите на најкритичните зони зафатени со поплавата мораа да ги почитуваат препораките на Институтот за јавно здравје, со цел да не се појави епидемија на болести. Храна и хигиенски препарати донирани од хумани граѓани на оштедените семејства дистрибуираше Црвениот крст.
Поплавите предизвикаа блокади на неколку патни правци и оштетија повеќе мостови. И денес, 5 месеца по невремето, се уште не се поправени мостовите во Тетово, оштетени од поплавите, но опасност се изложуваат и жителите на Доброште, кои што секојдневно поминуваат на неоградениот мост, што се уште не е саниран. Поплавите оставија пустош зад себе, огромни количества отпад до оштечението на реките, кал разрушени објекти. Во расчистување на теренот работеа екипи на Дирекцијата за заштита и спасување, Армијата на Република Македонија, полицијата, во што учествуваше и локалното население, а со механизација помогна и град Скопје. Општината формираше ИТ-ен штаб. Дури и странски експерти дојдоа да извршат увид на теренот на загрозените подрачја со цел да се утврдат причините. Големите последици од невремето во Тетовско е резултат на негрижата на институциите за реките и објектите, изградени за заштита од поплавите, сметаат експертите. Еве сега овде испод мостот ќе видите една, да речеме, карпа голема која е со димензии 2 на 2 метри. Такви карпи, тие решеткасти брани ако се одржуваат, не би влегле во градот и не би било поплава на ова место, него таа вода би се пропуштала надоле, него кога веќе влегуваат тие корења и големи карпи, тогаш се издигне коритото на реката и дојде до изливање еве во центарот на Тетово. Професорот Палоши вели дека не се регулирани ниту малите водотеци и реки на Шарпланина, кои поради нивниот слободен пат без речно корито придонесоа да ерозира земјата во Шипковица, Мала речица и Голема речица. Мали рекичиња постојат тие објекти кои чуваат од вакви поплави. Значи постојаат каскади, постојаат подпорни зидови, постојат пропусти, постојат не знам браници горе за да нема нанос и такви работи да не дојде до клизење на земјиштето и затрпување. Меѓутоа тоа долго време не се одржуваше и затоа и настана ова. Од Министерството за животна средина велат дека со децентрализацијата обврската за реките и водотеците им припаѓа на локалните самоуправи. Министерството само дава финансиска помош за чистење на коритата или реализација на проекти за заштитни речни објекти. Општина Тетово досега нема изработено никаков проект за заштита од поплави, ниту пак има изготвено идејно решение за реконструкција на решеткастите брани. Денес имавме променливо облачно време со повремен локален дожд, предпладне по котлините со појава на магла. Дуваше слаб јужен ветер. Утренските температури се движеа од 1 до 4, а дневните од 5 до 9 степени. Утре не очекува сончево и топло време со умерена облачност и со утринска магла по котлините. Ќе дува слаб ветер од југозападен правец. Утринските температури ќе се движат од 2 до 5, а дневните од 6 до 11 степени.